Сега е повторно време за гости. Една многу поубава тема, една многу поубава содржина и една светска шампионка имаме ова утро во нашето студио. Добро утро, се радувам на твоите гости, Искра, многу бидејќи со нас е мега популарната изминативе денови Мила Србиновска, светски шампион во јуниорска категорија на светско првенство за хип-хоп. Честитки, Мила. Се радувам многу и ти посакувам уште многу големи успеси во иднина и добро утро за Адријана Петковски од студиото Break a Leg, заслужна за овие големи успеси. Без тренерот ништо не можеме да правиме, така. Честитки. Благодариме. Да, јас сум горда, среќна што се знам со светска шампионка, ќе те запознам после со неа. Секако те повелете. Добро ви утро и на двете, многу ви благодарам што дојдовте. Секако звезда што дојде во нашето студио. Нека ти е честито. Благодарам. Нека ти е со среќа. Кажи ми како се чувствува еден светски шампион? Да знаеш дека си најдобра во нешто во свет. Значи, немам зборови. Кога слушнав дека сум прва во свет, многу бев срекна. Пукнав од радост, бидејќи нон-стоп никогаш не сум била прва во свет, а секогаш сум се борала за тој, сум вежбала и сега конечно станав светски шампион. Да, во твои стари интервјуа читав дека тоа ти е сонот. Да, така сонот што ми значи беше. сега ти го живееш твојот сон. Да, од мала сум сакала да бидам светски шампион. Исто така и Андријана знае, секогаш сум кажувала многу сакам да бидам светски шампион. Сигурно Андријана и те бодрела дека еден ден и со вежбање, со се, и многу се заблагодарувам зашто секогаш била тука за мене. Кажи ми, Мила, затоа што некои моменти во животот ни се врежуваат до крај на животот. И ги памтиме и по боја, и по мирис, и по вкус. Ти сега стана светски шампион на првенство светско кој што се одржа кај нас од 12 до 17. Да. Точно во кој момент, кој ден, кој час се случи ова? Па, мислам дека на 11-ти. Така, да. Да, на 11-ти беше кога игравме соло јуниор 1 во таа категорија и имаше прогласување. Одма штом завршивме, игра уште неколку категории и не прогласија. И мене прво сите не ми излажа, туку ми направија мала шега и ми кажа дека сум била трето место. Не кажа. А да, ама не знаевме ние. Што значи, а вие пред неа дознавте или како? Значи, бидејќи ние бевме делот од организација и Да. резултатите стигнуваат први кај нас. Имав јас таа чест да го дадам и пехарот и медалот, меѓутоа емоциите не можев да ги сукријам. Бидејќи резултатите стигна, јас видов дека е прва. Тоа за нас беше стварно историски резултат. Мила е синоним за хип-хоп во Македонија, бидејќи е стварно од својата трета година. И кога ги погледнав резултатите, кажав, не смееме ова да се открие, да се дознае. И никако толку емоционално, емотивно сето тоа го преживеавме на пиедесталот кога Мила се качи. Навистина беше успех за сите нас, бидејќи првенствено и за Мила. Бидејќи навистина целевме кон тоа. Мила сите овие години на светското првенство Break a Leg како клуб од 2010 е активна и секогаш било во првите 10 во светот, меѓутоа никогаш не успеавме да станеме светски прваци. Бевме вице шампиони, ето најголемото достигнување, но светски прваци дури оваа година се уствари. Така да навистина сме горди, многу ни е мило што тоа се случи тука во Македонија. Да, јас за би имаме започнала Андријана толку токму од тоа затоа што не помал успех е што воопшто се одржа едно светско првенство и кај нас. Прво, како дојде до тоа? Предпоставувам, не може било кој да организира едно светско првенство, така? Така, ние 2 години пред Трајче имаше Нима гостувано можност, неколку пати, да. имаше можност да организира европско првенство. Всушност беше тоа и клучот за подоцна кој што ни го даде. Не можеш веднаш на светско, треба прво да видат дали те бива за европско. Апсолутно, нели да ги видат кои се способностите, какви капацитети има Македонија како земја, од сместување од сите тие адути кои што треба да ги одствариме за светското првенство. Па ајде, какви капацитети имаме? Ние капацитетите во однос на хотелство и на сето тоа, значи успеавме да Скрпите нешто? Скрпиме, да, 15.000 гости во Македонија. 15.000 гости. Јас почнав 5.000 танчери, но не се само танчерите, да, тој момент не ми текна. Така. 15.000 гости проциркулира овие 10 дена во... Од 35... Од 35 земји, од 4 континенти, така да навистина огромна бројка беше. И каде ги сместивте?
представиш? Мислам, можам да замислам колку е компликувана организација. Апсолутно, тоа сите тоа му се припушти на Трајче, бидејќи јас бев цело време во сала, сите тоа го организираше одлично, Трајче се снајде, бидејќи навистина има сенс за тоа, ова претходно беше организирано во текот на целата година, бидејќи ние го знаевме распоредот. Така да навистина како домаќини се покажавме одлично, немавме никакви поплаки. Самото светско првенство тие 10 дена си функционираше нормално. Дури добивме добивме коментари дека тие 10 дена во Македонија имало хип-хоп треска, бидејќи на секој кјош од градот се снима TikTok видеа, на Инстаграм бевме актуелни, така да навистина имавме една некоја позитивна танцувачка енергија тие 10 дена во Македонија. 10 дена, значи, траело. Кажи ми, Дена, што се случуваше, кои се категории, какви врсти на надпреварувања имало тие 10 дена? Која беше агендата, распоредот? Така, значи 10 дена првенствено беше 5 дена актуелно хип-хоп танцувањето. Имавме стрит шоу во хип-хоп и исто така имавме бетлови и попинг кои што беа дел од хип-хоп стиловите. И сите тие 10 дена, значи, имаше точна програма во кој ден какви категории надпреварувачи треба да поминат. Така да навистина беше од 8 сабајле до 8 навечер беше полна салата во Борис Трајковски. Постојано имаше официјални лица, судии кои што сите тоа си го регулираа. Ние како организатори постојано бевме во салата и сите тоа, кажав, помина без никаква поплака. И на средина никад од надпреварот имавме парада на нации, каде што се представуваат сите кои што доаѓаат на светското првенство и навистина беше една преубава гледка. Жал ми е што во моментов немаме можност тоа да го видат гледачите, меѓутоа секако на социјалните мрежи кружи таа снимка каде што може да се види колку надпреварувачи во моментот танцуваат на една сцена и ја представуваат својата земја, така да навистина бевме горди што имавме можност да видиме, да го видиме светот тука кај нас. И на таа сцена секако блесна и нашата Мила во твојата категорија 174 надпреварувања. 179. Оно што ми го кажавте на брзинка пред да влеземе, би сакала да им го доловиме на гледачите, што самиот момент е многу стресен. Вие настапувате на песна што не ја знаете. Значи ти прв пат застануваш на сцена и ти пуштаат песна и ти треба се снајдеш во тој момент. Зошто е толку тешко тоа направено? Зошто не може нормална кореографија на нормална песна да си подготви? Затоа што категоријата во која што Мила се надпреварува се вика фристайл или слободен стил на играње. И буквално импровизира во моментот? Така, тоа е импровизација и односно всушност треба да има пред се техничка подготвеност танчерот и навистина да во периодот кога се тие подготовки за било какви надпревари, не само за светски првенства, да има еден добар фолдер на музика, каде што она ќе преслушува секаков вид на музика, бидејќи во слободното играње може да користи поинакви стилови, освен од хип-хопот, значи во хип-хоп жанрот може да користи поинакви стилови заради тоа што сепак е слободно играње. И во моментот се оценува она што ќе го видат судиите на сцена. Тоа е пред се техничката способност на танчерот, колку е подготвена, потоа самата композиција, односно како фонд на чекори користи и какви стилови користи и дали се направени на музиката која што организаторот во моментот ја пушта и на крајот комплетниот имидж на танчерот, значи незината експресија, енергичност, стајлингот и така натака. Тоа се трите компоненти кои што всушност доаѓаме до оној светски првак кој што треба да го имаме за таа година. Некаде прочитав дека она особено со кое што Мила ја пленила публиката била техничката прецизност, така? Така, апсолутно, да. Значи, оваа година навистина се фокусиравме. Сниките фалиме, да. Оваа година навистина се фокусиравме. Мила беше неуморна во целиот тој процес на подготовка. Една предност кај Мила е тоа што Мила многу брзо се адаптира на сцена и навистина е тоа предност за еден танчер, бидејќи сите критики кои што додека беше на сцената и кога поминував за да ги кажам, таа видно знаеше да ги коригира и да ги принесе на сцена. И можеби тоа е еден плюс кој што треба да го има таков танчер. И навистина јас сум горда што Мила го усвои светското првенство, но уште поголем предизвик ни е сега нас како сето тоа до година ќе го пласираме. И тоа сакав да прашам. По ова што ми го кажавте, испаѓа дека потешко е да се одржиш да бидеш светски првак отколку да станеш. Така што борбата воопшто не е завршена. Сега почнувате одново?
Апсолутно, да, сега ќе Значи, бидат. тоа што е светски првак, воопшто не ги отвора вратите сега автоматски да учествува на другите првенства. Повторно Ќе треба... ги отвори, да, за оваа Но- година, но за следната година ќе мора да помине низ истиот процес. Значи, квалификации на државно првенство, потоа сите европски и светски првенства, значи се стартува, ако е во категоријата има осмина, полуфинале, финале за да стигне. Значи, нема тоа хало ефект ако сега оваа година сме светски прваци, дека по дефолт мора да сме и до година, но тоа е едно мотивирачко искуство, да кажам, и Да една не се цел. олабави се. Апсолутно, за да може до година да, навистина. Мила, мора да напоменам дека до сега каде да излезала на европски на светско првенство, била секогаш во првите 5, 6 и 10 во светот, но ова е нејзино најголемо И што беше ве достигнување. според тебе од другата страна гледано, одлучувачки што еве ова година ова се случи? Знаете како тоа се сплетна неколку околности. Во финалето, бидејќи беа 6 девојки, значи постојано се пушта една иста песна. Мила поред редоследно настапуваше трета и тоа и даде една мала предност, бидејќи Добро, музиката... меѓу четврти, пети, шести шо... Апсолутно, да, точно меѓутоа, настапувала, па... така, да. Ама еве не успеале. Не успеале, меѓутоа, знаете како, домашен терен, тука бевме сите околу неа, значи имавме неколку фактори предност пред другите земји. Баш кај што е најдобра тој фактор, мислам. така да. Значи, некако се чувствуваше таа енергија. Тука сите бевме, ја бодревме, дававме совети. Пак ќе кажам, Мила е синоним за хип-хопот во Македонија. Значи, израсната е пред малите екрани, израсната е во сала, така Ајде да се вратиме наназад. Дали е верно и точно дека си започнала со танцувањето на 3 годишна возраст? Да, па прво мајка ми мене ме пратила кога сум имала 2,5 годинки. 2,5? Да, вративме. Да, Знаеш дека па ме некои враќа не одат повторно. уште. Ај, ба. Значи, директно во брека лека првите чекорчиња ги има направено. Да, но многу сум била Да знаеш, малечка дали ќе ја и- вратеше? Па сега знаеш како они на 3 годишна возраст се гледаше дека има нешто во неа, дека навистина е А на 2,5 се уште... Како си знаела што е лево и десно на 3 години? Тоа ме интересира. Кој ќе ти кажат лева нога, десна? Не знаеше. Не знаеше. Кога ќе пуштавме музика во студио, она толку танцуваше, да. што едноставно тога се приметуваше дека нешто има во неа. Мајка ти те однела, се ти не можеш да памтиш од 3 Да. години, така? Си пројавувала дома, предпоставувам, си играла, па затоа те однела таму или зошто те Да. однела мајка ти воопшто таму? Па мама исто така ми има кажувано дека секогаш кога имало музика дома пуштено, јас сум слушала музиката и сум играла на бит. Точно, многу сум била музикална, плюс дека татко ми Исто музичар, да, исто да. музичар и баба ми исто така е многу добро музикална и ете има некое поврзаност. Поврзаност, да, Поврзаност. добро. И затоа мајка ми ме пратила, плюс она одамна се знаела со Трајче. Мислам дека од средна Така, или... да, они се школски другари. Да. И затоа ме прати да ја пробам. Првите успеси на 6 години веќе освојуваш Да, станува награди? европски првак. Европски? На 6, Да. да, и трета во свет. На 6 години европски првак и трета во свет. Да. Затоа кажувам, Мила од мала е на вакви светски европски надпревари, меѓутоа ова е крунена. Ете својата целата работа која што ја има овие години, навистина, па ќе кажам, е неуморна, меѓутоа сега има многу потешка задача од тоа што реално станавме светски шампиони. Меѓутоа верувам во неа и знам дека тоа ќе го направи безпрекорно. Како да е малку тоа што стана светски шампион, си освоила и во други категории на ова првенство. Тоа нешто тоа донесовте и овде, така? Така, да. Што гледаме, Мила, овде? Па Ова е главното, што ме најголемо, така? Ова е прво пехарот, место, така, да. прво место. На надпреварот јас учествував во 5 категории, од кои 2 од нив се групно, една формација од која што добивме 6-то место и едното е Battle Crew, каде што добивме 3-то место. Исто така учествував и во попинг. Тоа е како стил од хип-хопот, како што каже Андријана, и тоа е како робот. Така некако. Да, и тоа освоив 5-то место и Battle Solo исто така освоив 5-то место.
Браво. Искрено, ако анализираме, имаме некоја статистика на овие светски првенства, Македонија се наоѓа на 7-то место оваа година по број на освоени златни, сребрени и бронзани медали како македонска репрезентација. Во хип-хопот било што друго. Па за оглед на тоа, например, дека на прво место е Германија, како некоја гигантска земја во однос на бројот на жители, значи Македонија навистина ова е некој историски успех во однос на хип-хоп културата со 3 освоени први места, 2 бронзани и 2 сребрени медали, така да на Брейка Лек се првите 2, тоа е Мила и најмалите, тоа е формација Mini Kids на возраст од 4 до 7 годишна возраст и тие станаа светски шампиони. Така да за нив ова се уште не им е јасно што беше сето тоа, затоа што кога беше прогласувањето, им кажа вие сте први и они трчаат на кај пиедесталот и гледам нешто не се радуваат. Тече химната и вика: наставничке, а нели требаше да бидеме светски прваци? Значи, поминат за нив, да. Така да навистина беше тоа сплет на околности, емоции кои што тие 10 дена не дрма. И навистина сме горди што сето тоа го имавме тука кај нас. Неколку пати спомена нели дека Мила е синоним за хип-хопот во Македонија, но еве да ја ставиме Мила настрана како поднебје, колку сме талентирани. Апсолутно, Македонија, мислам дека... Што не што ме чуди затоа што воопшто не произлега од ова, не е ова својствено, да речеме, за овие простори, така? Така. Мило ми е што, например, пред 15-16 години во Македонија, кога за прв пат го отворивме Брейка Лек, кога за прв пат се запознаа со хип-хоп танцот во Македонија, беа навистина многу скептици за тоа дали ќе успееме или не, бидејќи навистина немавме тогаш социјални медиуми од кого да учиме, сите ние бивме никаде надвор да се дошколуваме за сето тоа и навистина тој процес беше многу потежок за разлика од сега младите генерации кои што све им е достапно. И затоа велам навистина е штета денеска да не се искористи тоа време и да немаме вакви резултати какви што имаме во денешно време. И тогаш на почетокот кога се појавивме за прв пат на ваквите светски првенства, бевме навистина, да кажам, за жалење, бидејќи отидовме со 5 души, ресурсите сами ги имавме, меѓутоа и тогаш прв пат кога се појавивме како земја која што не знае каде е Македонија и што се случува кај нас и воопшто дека имаме хип-хоп танц во Македонија, бевме 5 во свет со сениорските највозрастната категорија и од таму започна некаде целата таа приказна. Кога се вративме, почна да се популаризира хип-хопот и се до денеска веќе станува еден од најактуелните танци во Македонија. Што значи ова за Македонија? Како се ќе искотираме, да речеме, на таа светска мапа на овие танци? Прво што одржавме кај нас светско првенство, а второ што имаме актуелна светска шампионка. Мислам дека навистина ефектот ќе биде огромен со оглед на тоа дека во моментот во Македонија кој што се одржа светското првенство историски во Ајдио организацијата, светската танцова организација е најголем по бројност и е најспектакуларен настан кој што воопшто се одржал во историјата за светските првенства. Тоа нас не прави да се качиме на пиедесталот во однос на организација, односно Трајче кој што сето тоа го организира безпрекорно, навистина ни дава еден голем плюс да очекуваме и на некој од наредните години да биде повторно светското првенство тука кај нас, но со оглед на тоа дека веќе сме во првите 7 земји по статистиката во однос на освоени медали на светското првенство, имаме предност со тоа што до година автоматски добиваме судија на светското првенство, наш судија да суди на тоа ќе биде во Словенија до година. Со тоа што така да... Каде што Мила повторно ќе освои? Па јас апсолутно се надевам, да. Така да немаме, мислам, тоа се некои предности во однос на сите овие статистики кои што Македонија ги имаше оваа година, да веќе автоматски добиеме, а не по случаен избор да добиеме судија и така натака. Но сакам малку да те искористам да мотивацијски да делуваш на твојата генерација. Еве, рековме, од 3 години вежбаш, 10 години требаше за овој успех. Да. Сигурно имало моменти кога може би си сакала да се откажеш. Не, ти не. Добро. Не. Тогаш обратно ќе го формулирам прашањето. Што е она што некој друг би се откажал, а тебе те мотивирало да продолжиш? 10 години. Па...
Не само за во твојата бранша, туку младиве да знаат дека ако наумиш нешто, дека без да наумиш не можеш да го оствариш, така? Апсолутно, да, се сложувам. Па, можам да кажам дека некогаш не е страшно и да изгубиш. Да. И тоа е составен дел, така? Да, бидејќи некогаш кога се изгубува, тоа не треба да те спусти и да си речеш, готово се откажам, не можам да те обискам. Не, тоа треба да те влие на тебе како добро, сега сите овие критики што ги направив на вој надпревар, ќе ги извежбам, ќе видам подобро и след напред можеби ќе направам подобар резултат. И тоа нема одма од 10-то место до прво место. Постепено, да. Браво. Значи, еден факт да кажеме за публиката која што не знае, ланската година Мила не влезе ни во четвртфиналето, а оваа година стана светски првак. Значи, тоа е оној момент што сега Мила го објаснува, дека на вистина... Значи, не 10 години што велам, туку за период од една година што си има случајно. Така, да, на вистина треба поразите да ги прифатиме со најпозитивни критики, да извадиме поука и да продолжиме понатаму, бидејќи во ваквите професии јавни, каде што на вистина треба да покажеш на сцена оно што знаеш. И тоа за да вежбаш за една минутка да го покажеш на песна на која што не знаеш која ќе биде песна на тој момент, е така најшокантен. Така да на вистина стварно треба труд. Еве нека биде апел до сите млади кои што во иднина ќе сакаат да се запознаат со танцот или кои што и сега се во танцот, дека на вистина упорноста се исплати, дека треба трпеливо да се стремите кон целта. Да заокружиме само со тебе, Мила, бидејќи ве слушаме ќе гласови, најверојатно треба веќе да подпрестануваме. Во моментов имаш 13 години, се уште си во основно, но одиш во две училишта, паралелно си одиш и во Илија Николовски Луи. Да. И модерен балет и класичен балет. Така. Андријана, и ти си исто така балерина? Така. Истакната солистка. И дали е оно точно што ќе рече некој пак, ако те бива за еден танц, ќе те бива автоматски за друг, но со оглед на тоа што класичниот балет и хип-хопот се тотално различни култури и начин на живење, не можам тука некако спојката да ја видам. Или сепак класиката е во основа на секој танц? Апсолутно, класиката е во основа на секој танц, но уметникот тешко да го разбира да не се мача макар на наутро. Да, значи, апсолутно Мила се адаптира од еден стил во друг стил, трча од класичен балет да стигне на хип-хоп и обратно, така да навистина мислам дека првенствено е љубовта кон танцот, а потоа е се останата, затоа што навистина тоа се откажувања кои што треба да ги направи на својата возраст, додека другите играат надвор и така. Работите, да речеме, не можеш да одиш по роден ден и со другите кога сакаш или да излегуваш. Дали тоа е откажување за тебе или едноставно? Па не, јас, например, повеќе сакам да одам на тренинг 1 сат, отколку да излезам со другари 5 сати, например. Нека не се навредат, сега не е до нив. Не мислам туку тоа е само љубовта кон танцот. Не знам, се пронајгам себе си кога танцувам. И Андријана ќе ви каже, ќе пуштат музика одма. Излегувам. Да, значи едноставно треба некои работи нели да се спојат некакви куцки, но најважно е како она се чувствува, бидејќи она е таа која што ќе го презентира танцот на сцена, без разлика ние што сме во позадина и помагам и така натака, но Мила е главната фигура која ќе излезе на сцена. Ми доаѓа тешко да се разделам од вас, но веќе навистина завршуваме, накуса само што е следното? Значи, ние имаме тековни надпревари кои што ни се во планот и програмата на Break a Leg. Така да, ова беше најглавното кое што стартувавме оваа сезона и најуспешно, така да ни следува навистина доста надпревари, меѓутоа се од по-низок ранг, така да ова смешка ќе е според вас ова, така? Па се надеваме дека Многу ви благодарам, и на двете, Мила, многу успеси, веќе ги имаш успесите, но само да ги продолжиме, така, и повторно да ни дојдеш. Нема да не заборавиш. Не, нема шанси. Благодарам на поканата. Големо задоволство беше да ве слушам и навистина ги посакувам сите најголеми успеси во иднина.